Барем во спортот нема привилегии, квалитетната игра е на увид на јавноста и тука ако се вложиш максимално резултатот подкрепен со среќа не ти бега. После звучните карате имиња во Штип и Кочани можеби наред е и Виница да испрли некој балкански или европски првак во овој спорт. Членовите на карате клубот Лидер за година дена тренинг успешно го кршат ледот во конкуренција со своите врсници од Бугарија и Србија. Високите резултати на меѓународно ниво се стимул за нови сили и за засилени тренинзи кои се одвиваат 2 пати неделно. Можеме да се пофалиме со одлични резултати. Значи досега од тоа што го работевме, многу сум задоволен од дечињата, бидејќи пред се работи за помали деца. Учествувавме на повеќе меѓународни турнири и остваривме одлични резултати. Например, на последниот меѓународен турнир кој што се одржа во Лесковац, Ипон Куп, бевме со 8 представници и зедовме 14 медали. Задоволен сум од сите дечиња, дори успеавме во категорија 2008 и млади да земеме прво место во машката категорија, значи Јане Постолов зема прво место во конкуренција од 40 дечиња, тој најдобро ја презентираше катата. Исто така 2008 и млади во женска конкуренција Ања Ѓургиева зема исто така златен медал. Тука може да го спомнеме и Михаила Накиев, кој што во 2007 конкуренција зеде сребрен медал. Јас сум Ања Ѓургиева, го освоив првото место во Лесковац. Јас сум Михаил Накиев, член на карате клуб Лидер Виница. Освоив второ место во Лесковац. Новој меѓународен турнир со бронзени медали се закитија Лазар Костадиновски, Мартин Ампов, Климе Тасков, Јани Постолов и Драган Змејковски. Во конкуренција кати екипно 2007 и 2008 генерација исто беа освоени неколку бронзени медали, со што младите и надежни лидери уште еднаш потврдија дека не застануваат овде, а борбата за повисоки цели и успеси продолжува.